Добар ден, убав ден, еви денес ке се дружиме и убаво ке си го поминете времето во дружба со нас. Да им се заблагодарам на нашите пријатели кои ни го возможуваат снимањето на нашата емисија 1001 оброк, а тоа се Жито центар со тонус левот на минатото, сегашноста, левот на иднината. Тука е и нашиот нов пријател, стоколната куќа МОЗ, чија што палета на производи е навистина огромна, од мини апарати за домакинството, до мебели, до прекрасни осветлувања за вашиот дом, секакви аксесуари кои ќе разубават вашата околина, односно вашиот дом. Тука е и нашиот пријател, SC Johnson со своите 3 бренда, Mr. Muscle, DAC и Pronto. И нашиот пријател AIA ISO Consulting. Уште еднаш голема благодарност до нашите пријатели. Што е тоа денес што ќе подготвувам како оброк, кој може да биде во функција на ручек или вечера. Тоа е пилешко месо со сладок компир. Што се ќе користам како продукти за да го подготвам овој денешен рецепт. Користам пилешко месо како пилешки стек, користам сладок компир, користам брашно од леблебија, знаете дека јас ја мелам леблебијата и добивам брашно и ја користам заради тоа што нема глутен, не го оптеретува организмот, има многу протеини, има есенцијални масни киселини и така натаму. И ќе користам исто така и сусам. Ке спремиме и свежа салата и секако и десерт, а што ќе биде за десерт ќе видите пред крај на нашата емисија. Овој пат сакам да зборувам за тоа како треба да ја комбинираме храната за да ни биде олеснета дигестијата во нашето тело. Не е се исто дали ќе јадам и леб, и месо, и сладки нешта и така натаму во еден наврат или малку тие работи ќе ги раздвојам, за да му обезбедам на дигестивниот тракт на мојот желудник, на моите црева, да им обезбедам мир, односно кога тие работат како што треба без проблем, целиот организам си има добар имунитет, ние функционираме како што треба, хормоналниот статус е како што треба и немаме болештини од кои што ден за ден луѓето се повеќе страдаат. Ајде јас да си почнам со подготовка на мојот денешен рецепт. Значи месото ќе го сечам на коцкички. Овој пат нема стандардно да го подготувам месото, нели во тава и така натаму, туку ќе користам air fryer од стоковната куќа МОЗ, од брендот Arzum и навистина нешто што ќе го олесни готвењето, кој ќе даде здрав начин на подготовка на храната, затоа што нели во ерфраерот со топол воздух не користиме масноти многу. Јас ќе прснам малку масноти, ама буквално ќе прснам. Значи нема да користам голема количина. Еве сега го сечам месото. Го ставам на помали коцки да биде поинтересно. Еве вака. И сега го значи месото пилешко ќе го комбинирам со сладкиот компир, а сладкиот компир си одговара во комбинација со месото, затоа што нема многу скроп во себе и дигестијата ќе биде горе-доле олесната. Исто така брашното од леблебија не е обично брашно кое што е скроп и кое не се поднесува во желудникот со протеините од пилешкото месо, туку има протеини во себе и има многу фибри, односно растителни влакна, кои што ќе ни го овозможат доброто варење на храната во желудникот. Еве пред крај сум со нашите коцки од пилешки стек. Еве ни ги коцките пилешко, ги ставам во чинијава.
Еве го Ивана ми го излупи бататот, односно сладкиот компир. Сега ќе го правам вака на елипси. Опа. И после ќе видите како ќе ги сечам тие елипси. Многу е сврст, значи бататот, многу е корисен. Има бета-каротен во себе, многу. Дури чинам дека и повеќе од портокалот содржи бета-каротен, односно провитамин А, кој што е висок антиоксиданс. Пред се, за се е корисно, но за видот посебно, за очите. Еве сега ќе сечам вака ситни прачки, тенки поправо, не ситни, туку тенки прачки, и некако да дојде во, еве, вака, со коцките од месо, различни форми, а горе-доле, кога ќе ги ставиме во ерфраерот, да може да ги истовремено термичката обработка да се направи. Како што кажав, значи бататот си одговара во комбинација со месото, има сладкаст вкус, но и затоа се вика сладокомпир. Но, за разлика од обичниот компир, кој што го качува шеќерот на луѓето во крвта ако го јадат нели повеќе, бататот има понизок гликемиски индекс, просто кажано, кога се јаде батат, односно сладокомпир, нема проблем никако во однос на качување на шеќерот, посебно ако е подготвен еве вака во комбинација и со месото, ако е на пареа подготвен, ако е варен. Но ако е стриктно само печен, тогаш веќе е подехидриран и тогаш гликемискиот индекс е малку повисок. Но како и да е, и не е толку висок, за да речам диабетичари дека не смеат да го конзумираат, односно смеат без проблем. Се разбира, секогаш кога јадеме нешто што е термички обработено, јадеме и свежа салата, затоа што свежата салата е таа што има секогаш многу фибри, односно растителни влакна, има ензими, алкалност, витамини, минерали, 1 тон, неоштетени, затоа што термичката обработка оштетува голем дел од витамините и минералите. Затоа свежата салата треба да биде, така да кажам, главниот оброк на софрата. Дали се работи за ручек или вечера, се исто. Еве оп, готово. Ајде, сега еве се исечкано, земам да зачини. Видите колку убав ова аксесуар за овие теглички со зачини. Се ова што гледате во нашата кујна, што ни изгледа преубаво, сите овие елементи се од стоковната куќа МОС. И многу се радувам, еве, убаво ми е кога гледам колку ни е убаво се тука, и до украси, до елементи што ги користам во приготвување на храната. Се чувствувам фино, убаво ми е. Еве сега малку и црвен пипер, бибер, сол ставив, црвен пипер. Не се претерува, значи. И сега овде имам внатре балзамико сос, балзамико сос, соја сос и малку љут зачин во течна форма. И сега и нив ќе ги ставам вака, пред да ги измешам. И ќе ставам и од брашното од леблебија. И се фино да се измеша, пред да го ставиме да се подготвува термички во што? Во ерфраерот Арзум. Ерфраерот е навистина многу квалитетен. Морам да напоменам дека со купување на ерфраер или друг таков апарат за домакинство во стоковната МОС добивате и подарок и гаранција 2 години, и што подобро од тоа. Прекрасни апарати, производството е турско. Високо квалитетни турски апарати за домакинството. Од блендери, од кажи го прво смукалки, што и да ви текне, значи сите тие кујнски апарати може да си ги најдете во стоковната куќа МОС. Со секое купување на таков апарат, пак ќе нагласам, добивате и подарок,
Гаранција 2 години. Па, што чекате? Еве сега убаво ќе ги измешам. Ајде сега да ставам и од брашното. Помалку ќе ставам за да можам фино да измешам. Еве вака. Ајде. Полека. Со трпение, без брзање. Храната треба да се подготвува со љубов, без нервози, без никакви напнатости и така натаму. Јас секој чекор во подготовка на храната си го гледам како да создавам уметничко дело и дел по дел по дел по дел и на крај кога ќе се појави на софрата убавина. И сите среќни и задоволни. Еве сега пак ќе дотурам од брашното. Значи ова е леблебија измелена во вашиот блендер. Ќе ви дојде добре дојде да имате во секое време една тегла полна и кога ви треба да згусните манџички. Еве вака сега за во ерфраерот. Значи цело време нека ви се наоѓа при рака. Одбегнувајте го белото брашно. Зошто? Затоа што пред се има глутен. Многу глутенот го префорсиравме во последните неколку децении и веќе многу мина имаат проблем со надувување на стомакот, со нередовна столица и така натаму. Јас не викам никогаш да не се користи, но да не се претерува, а кога веќе имаме една здрава варијанта, би било добро да ја искористиме. Наутот, односно леблебијата во даден случај, на вистина фино ќе ни дојде како нешто што, бидејќи има многу фибри, растителни влакна, буквално е испомош на цревата, бидејќи тие фибри се пребиотици и храна се за добрите бактерии. И би било убаво на дневно ниво да користите. Јас знам кога бев дете јадевме комбинација леблебија со суво грозје. И верувајте, не е тоа случајно. И сувото грозје е бенефит за цревата и леблебијата, комбинацијата е идеална. Ај сега ќе додадам малку и сусам, и тоа е интегрален сусам. Интегралниот сусам, за да ви кажам, е плод на природата кој, запамтете го ова, интегралниот сусам има највисоко ниво на калциум во својот состав. Ама не белиот сусам, туку овој интегралниот сусам. Значи и соодно со магнезиумот натрие 2:1, онака како што е потребно на нашата клетка. Значи интегралниот сусам, јас давам и една рецепта како од интегрален сусам и некои други состојки да се направи природен, ајде да речам, лек за оние што имаат проблеми со остеопороза, остеопенија, на кои им треба појака коскена маса и така натаму, а да не прави калцификати. Сега јас мислам ова е веќе готово. Ајде сега да си го подготвиме нашето јадење во ерфраерот. Ова е силиконско чинивче, да го речам, сад. И сега ставаме од нашата подготвените пилешки коцки со бататот, кој што е во форма на прачки, и на 2 пати оваа количина ќе биде подготвена, затоа што не можеме наеднаш толку голема количина. Ама во еден наврат ова е, бога ми, за некои 3 луѓе доволна количина. Ова мислам сега што го ставам. Значи масло не се става, тоа е бенефитот. Јас чисто малку ќе прснам, колку, ете така, ми е некако шмек, малку маслиново масло да се стави. И после тоа го ставаме према упатствата на ерфраерот Арзум, некаде околу 25 минути оваа комбинација со пилешкото месо и со бататот.
Дали сакате да го подобрите вашиот животен стил? Лебот како важен дел од секој оброк треба да се избира внимателно. Тонус не содржи брашно, се подготвува од цели изртени пченични зрна, без адитиви, конзерванси и вештачки ароми. Благодарение на патентираната технологија и уникатниот рецепт на Тонус, сега можете да уживате во најздравиот леб за вас, секој ден. Тонус е богат со влакна и протеини, затоа е супериорен во однос на рафинираниот леб. Тонус содржи витамини и минерали кои го зајакнуваат имунолошкиот систем. Тонус, лебот на иднината. МОС, потполно различно. Зошто ви се потребни ISO стандардите? Заради потврда на квалитетот на вашите производи и услуги, заради поголема доверба кај вашите потрошувачи, заради поголем профит. AIA ISO Consulting, печат на вашиот квалитет. Производството на здрава храна е иднината на човештвото. Еден од главните фактори за спас на светот сметам дека е здравата храна. Затоа, биди дел од иднината. Запишете се во училиштето во кое што ќе научите како се произведува здрава храна. Бидете другари со животните. Запишете се во најдоброто средно училиште Баќа Миладиновци, најдоброто ветеринарно училиште во Македонија. Да се дружиме? Училиште со најубав двор, училиште кое е дел од природата. Учете во школа кое што има сопствена зоолошка градина. Уписите се наскоро, а за повеќе информации јавете се на бројов или пишете им на нивната имейл адреса. Ве очекуваат. Бататот бара малку повеќе овакво време, но бидејќи јас препорачувам секогаш зеленчукот кога е термички обработен да крцка во устата. Кога се готви класично во вода, доктор Мателјан, кој што е врвен светски стручњак за здрава исхрана, вели дека зеленчукот, моркови, сладокомпир, да не ги набројувам, броколи, карфиоли, највеќе треба 7 минути да бидат во фаза на вриење и ништо повеќе од тоа. Еве, ова е доволно сега за во еден наврат. Јас сега ќе прснам малку масло, буквално малку, колку заради шмек. А вие не мора. Кој си држи диета во смисол на намалување килограми, ич не мора да става масло. Јас прснав, ете, видовте колку. Сега подготвената смеса, мевце и батат, еве ги, веќе се подготвени да влезат во нашиот арзум, ерфраер, и еве го 180 степени, 25 минути го стартувам, ете така. Би сакала неколку зборови да кажам за овој производ на компанијата SC Johnson, Mr. Muscle Gel за купатило. Сега во рамки на пролетните чистење во нашите домови, ајде направете и пролетно чистење на одводните цевки во вашето купатило. Се она што е затнато, направени блокади од страна на влакна, на било какви нечистоти, а бога ми легло на патогени микроорганизми, сето тоа ќе ви го исчисти овој ваш пријател Mr. Muscle Gel. Сега да видам на половина време од почетокот како стојат нашите мевца, бататот и малку да ги промешам. Еве, првата
како да кажам, тура ни е готова, сега ќе ја ставиме втората. Убаво изгледа. Еве го малку ни е запеченко, фино. Како што гледате, маснотија скоро и да нема, нели ја стави сосема малку испрскав маслиново масленце. Колку малку од малку да даде така, мрсничко малку. Сега ставам втората тура, директно во истиот сад. Силиконска, значи, издела е ова. Чинија, поточно, силиконска. И еве го сега тука има малку повеќе од бататот. Добро. Сепак и овде ќе прснам малку масло маслиново. Малку дискретно, колку да ни биде по така вкусничко, да речем. А тие, пак ќе кажам што држат диета, сака да ослабат маснотија, не треба да стават. Ајде сега одиме повторно назад и одиме на 180 степени, некој прилика 20 минути. Значи, сега подготувам таратор во функција на свежа салата со нашиот денешен оброк. Покрупни парчиња ќе направам од краставицата. Еве ставам ке киселото млеко, значи нагласувам ова е овчо кисело млеко, што јас го обожувам. Малку ќе ги измешам киселото млеко и краставиците за да ослободам место за лукчето и за оревчињата. Добро. Убавина. Убавина. Ајде сега лукчето да го подготвам. Реков дека ќе зборувам за тоа како треба да комбинираме храната во еден оброк, што е убаво како да се искомбинира еден ручек. Например, еве денес си јадеме месо, пилешко месо, го искомбиниравме со сладок компир и тоа е сосема во ред и свежа салата која што подразбира краставица, лукче, оревчиња, но исто така и кисело млеко овче. Значи, ова е оброк кој што горе-доле убаво е искомбиниран, не е идеално. И сега вака, значи, кога јадете месо, кога јадете риба, кога јадете јајца, кога јадете сирење, значи протеини од животинско потекло или попросто кажано, кога јадете храна од животинско потекло, за која храна и да се работи, немојте да ја комбинирате со што? Со силни јаглен хидрати, концентрирана храна. Што е тоа? Со брашно, односно се направено од брашно, леп, тестенини и така натаму. Немојте да комбинирате со ориз, со компир. Немојте да комбинирате ниту со граф, ниту со грашак, па не и со леќата. Ова се тие основни некои комбинации што треба да ги почитувате. Да речеме, боранија горе-доле може со месо да се јаде, затоа што има многу растителни влакна. За разлика од неа, овие другите и немаат баш многу растителни влакна. Значи, подобро одделно, како во село порано што јаделе, не заради друго, биле сиромашни и си јаделе проста и едноставна храна од 1 до 2 продукти во едно седнување. Лебот тога што го јаделе бил интегрален леб, како нашиот тонус што е од зрно интегрално, што рти. Значи, има многу растителни влакна, фибри, па може да се јаде без проблем и со храна од животинско потекло, месо, пак ќе кажам, јајца, млеко, млечни продукти, риба. Немојте да пиете вода дури ручате и 2-3 часа после ручек. Ке повторам уште еднаш. Немојте да пиете вода дури ручате и 2-3 часа потоа, ама затоа јадете свежа салата која е сочна, убава, која што ќе ви го помогне варењето на храната.
Одиме понатаму сега да ги земам оревчињата. Сега сите јатки, ореви, лешници, бадеми, семки, сончоглед, семки, тиква, чија семе, сусам, лен, сите тие си одат во комбинација со сите видови на храна. И со храна од животинско потекло, и со концентрирана храна јаглен хидратна. Кои храни одат и со храна од животинско потекло, значи и со протеини, и со јаглен хидрати. Онаа храна што е сочна, што можам моето забало да ја јаде, значи да го земам, да го јадам и во свежа состојба. Печурките одат буквално во секоја комбинација. Зелката, брокулата, карфиолот, прас, кромит, лук, потоа блитвата, спанаќот. Значи сите тие што се, пак ќе кажам, што можете да ги јадете како свежи без проблем, да ги джвакате, истите тие термички обработени одат во комбинација и со храна од животинско потекло и со јаглен хидратна храна. Веќе имаме уште 2 минутки овде. Ја во тие 2 минутки ќе искористам да го ставам лукчето, оревите и пак лукчето. Ќе измешам малку и потоа ќе го сервирам овој таратор во убава украсна чинија од стоковната куќа Мос. Значи паметот да ви застане. Јас кога отидов во стоковна куќа Мос се чувствав како Алиса во земјата на чудата. И навистина беше така, посебно на горниот спрат, тамо кај што имаат, како да кажам, светлосни тела, сјалици, дзидни, за натаван, тоа е нешто, не знам, 22 век. Нешто прекрасно. Јас се одушевив. И тоа го имате во Скопје, во стоковната куќа Мост. Појдете, видете, уверете се, ќе се уверите. Готови сме. Крај, еве го. И сега доаѓа време и него да го сервираме, само да дозавршам овде со тараторчето и ќе чека после тараторчето да го сервирам, а јас ќе се концентрирам на нашиот главен оброк сега. Дури е топол и него да го сервираме. Ево, ќе почека малку. Ајде сега да си го сервираме нашиот оброк во оваа преубава украсна чинија од египетски порцелан. Каде ќе ја најдеме? Во стоковна куќа Мос. Еве сега ќе сервирам пилешкото со сладкиот компир. Ќе прснам малку и маслиново масленце и да не биде убаво на душичката. Еве малку сосот од балзамико. Сега ќе прснам малку и од маслото. Да ставиме малку и чери доматчиња, половинки. И овде, еве малку за декорација и свеж Макдонос. И ова е, значи, прекрасна чинија со нашиот денешен оброк. Одиме сега да го сервираме тараторот исто во оваа прекрасна чинија, порцелан египетски, стоковна куќа Мос. Направете си нешто убаво за вашата кујна, да ви е убаво на душичката, па и гости кога ќе ви дојдат малце, софрата да биде така малце пораскошна. Едноставно убаво расположение се добива со вакви некои убави естетски чини. Сега малку сусам ќе ставам. Што рековме, сусамот интегрален, најбогат со што? Со калциум, најбогат. Сега тревкички ќе ставам, различни, комбинација.
Еве вака. Убавина. Што да кажам друго се? Ајде малку и маслиново масло да капнам. Добро, толку. Во стоковната куќа МОС ќе најдете покрај другото и куински апарати кои многу ќе ви се најдат во домаќинството. А кои се тие? Airfryer, блендери, електрични бокали, мултикукер, миксери, апарати за кафе, робот за чистење првосмукалки, пегли и што ли не. Еве почнувам со подготовка на десертот. Тортиите ги омекнувам со цеден портокал. Во блендерот имам ореви ставено и сега оревите прво ќе ги фино иситнам. Еве оревите ги ставам во длабокава чинија. Ќе ги додадам сега сливите во блендерот и брусницата. Да ги измелеме убаво и нив. Значи, сливите се суви сливи без семки. Ги ставив во вода заедно со брусниците околу 2 часа и тие се веќе омекнати. И им ставам сега овде и од засладувачот или сиропот од урми. И сите заедно ќе ги изблендирам. Така, а ше малку да искористам ова, добро. И ќе го доставам и цедениот портокал. Ништо да не се фрли. Ето така. И нешто како, ќе дојде како мармалад, ама високо квалитетен мармалад, сиров, термички необработен. Дали сакате да го подобрите вашиот животен стил? Лебот како важен дел од секој оброк треба да се избира внимателно. Тонус не содржи брашно, се подготвува од цели изртени пченични зрна, без адитиви, конзерванси и вештачки ароми. Благодарение на патентираната технологија и уникатниот рецепт на Тонус, сега можете да уживате во најздравиот леб за вас, секој ден. Тонус е богат со влакна и протеини, затоа е супериорен во однос на рафинираниот леб. Тонус содржи витамини и минерали кои го зајакнуваат имунолошкиот систем. Тонус, лебот на иднината. МОС. Потполно различно. Зошто ви се потребни ISO стандардите? Заради потврда на квалитетот на вашите производи и услуги, заради поголема доверба кај вашите потрошувачи, заради поголем профит. AIA ISO Consulting печат на вашиот квалитет. Производството на здрава храна е иднината на човештвото. Еден од главните фактори за спас на светот сметам дека е здравата храна. Затоа, биди дел од иднината. Запишете се во училиштето во кое што ќе научите како се произведува здрава храна. Бидете другари со животните. Запишете се во најдоброто средно училиште Паке Миладиновци, најдоброто ветеринарно училиште во Македонија. Да се дружиме? Училиште со најубав двор, училиште кое е дел од природата. Учете во школа кое што има сопствена зоолошка градина. Уписите се наскоро, а за повеќе информации јавете се на бројов или пишете им на нивната имейл адреса. Ве очекуваат. Одлично, сега може јас тука да ставам и од оревите.
и ќе направиме прекрасен, ете така, крем, джем, како ќе го речам, со кој тортилите ќе ги направиме токму десерт, неодолив десерт. Јас мислам доволно од оревите. Повторно блендерот, да нагласам дека е блендерот на турската фирма Arzum, одличен е, како што гледате. Сега го пуштам на турбо. Само секунди и толку. Одлично. Можам сега да ставам овде и какао со малку рендано чоколадо. Еве ставам и малку цимет. И повторно блендерот. Ајде сега да намачкам од кремот на тортилјата и како триаголник ќе направам. Уште убаво изгледа. Ајде сега ставам сирупот урми на секое триаголниче. Користете сируп од урми, тоа е здрав засладувач. Така да, еве, јас го користам многу често и ефтино, да ви кажам право. Не е нешто скапотија. Така да фино ќе ви дојде, добре дојде и за домашниот буџет. Да изрендам малку чоколадо преку нашиот десерт. Така за поинтересно да биде, а може и да се стопи чоколадо и да се прилие со стопено чоколадо. Сега ќе ставам и од мелените ореви. На дел мелени ореви, на дел ќе ставам кокос. Еве го овде оревите на овие три. А на другото кокос. Уште убаво излезе за мерак. За мерак. Со тоа што јас уште малце ќе заблажам со сирупот од урми, посебно преку кокосот. Еве го и нашиот денешен десерт, феноменално нешто. Еве неколку зборови за овој производ на компанијата SC Johnson од брендот DAC. Ова е DAC гел, се употребува за WC школката во вашето купатило. Оваа специјална форма е навистина наменета да секој агол од WC школката биде опфатен и да се направи темелно чистење на тој дел од WC школката, антибактериско, и згора на тоа, после употреба на ова средство, имате добра, фина арома во вашето купатило. Користете го почесто. Еве дојде време да го користиме и нашиот тонус леб. Лебот кој веќе е познат из целата наша Македонија. Лебот од ртени зрна, направен без брашно, директно од ртени зрна од житото. Лебот на денешнината, минатото и иднината. Еве ми го тонус лебот, еден од омилените, меѓу другото и ми овој со од чија семе. И сега ќе направам нешто интересно за
како намаз на нашиот тонус леб, кој што е пребогат со растителни влакна, што и како се потребни на секој организам, кој што го држи шеќерот под контрола. Сега малку ќе ставам и сол. Еве ми ја солта. Малку и сол ќе ставам. Ќе ставам и малку буковска пипер. Ќе ставам и тревки суви. И масло маслиново. И ете, добив. Сега ќе го измешам со овој, ќе ги измешам овие состојки и ќе добијам нешто како намаз над тонус лебот. Прекрасно нешто. Значи, во рамки на нашата емисија, покрај тоа што правам јас рецепти, исто така давам и добри совети поврзани со начин на исхрана, здрава храна, комбинирање на храна и така натаму. Кога веќе говорам за тоа, морам да кажам следно. Ние зависиме од тоа каква храна, нашето здравје зависи од тоа каква храна јадеме, а таа храна треба да биде поврзана со, највеќе со производи од нашата држава. Значи, треба да си го негуваме производството на домашната храна, апсолутно и сточарска храна, земјоделски продукти, овоштарство и така натаму. За да имаме навистина високо квалитетни производи, автохтони, треба да имаме стручни лица кои ќе се грижат за тоа нешто, да се одгледува се она што влегува во храна на најздрав можен начин према нашето поднебје. А таа едукација се добива во училиштата, средните училишта, меѓу кои и средното училиште за земјоделство и ветерина во браќа Миладиновци, кој се наоѓа во Скопје во Драчево. Значи, крајна школска година е, многу ученици ќе се запишуваат по завршување на основното училиште во средни училишта. Предлагам, размислете добро, голема работа е да се запишете во на вакво образование, затоа што иднината е наша, здрава наша иднина на нашите генерации, зависи од она што самите ќе го произведуваме највеќе. Значи, училиштето браќа Миладиновци, земјоделско ветеринарно училиште во Драчево, Скопје. Сега да си ставам и по некоја маслинка, тука да заигра над нашите тонус лепчиња за мерак. Така. И чери доматчиња исто би било убаво. Неколку зборови из овој производ на компанијата SC Johnson, Pronto Legno Pulito, средство кој ги чисти, негува, ги одржува сите дрвени површини во вашиот дом. Имајте си го, ќе бидете многу задоволни. Еве, тоа беше нашата денешна емисија, нашиот денешен рецепт, тоест рецепти. Се надевам ви се допаднаа. Исто така ги послушавте и моите совети. И останува сега да се заблагодарам на нашите пријатели кои не го возможуваат снимањето на 1001 оброк, а кои се тие: Жито центар со тонус лебот, стоковната куќа МОС, тука е и нашиот пријател компанијата SC Johnson со своите брендови, тука е и нашиот пријател АИА и со консалтинг. И вам ви се заблагодарувам многу за тоа што не следите верно секоја емисија. Имајте убав ден. Слушајте убава музика, дружете се.